Како ќе реагираш и што ќе превземеш ако дознаеш дека за 2 месеци Исус ќе ги грабне и ќе ги одземе од земјава оние кои што веруваат во Него? Што ли ќе се случи со останатите? Како ќе се живее потоа? Сето ова е скриено и не е дел од секојдневните теми, бидејќи луѓето се плашат, си ги сакаат своите планови. Но независно од човечките замисли, наскоро ќе се случи Божјата совршена замисла. Од ненадеж ќе се случи историски настан кој што е најавен од Исус и од апостолите во Светото Писмо. Исус рече во Евангелие по Јован 14 глава: "Не вознемирувајте се, верувајте во Бог, верувајте и во мене. Во домот на мојот небесен татко има многу живеалишта. Ако не беше така, зар ќе ви речев дека одам да приготвам место за вас? Откако ќе отидам и ќе ви приготвам место, повторно ќе се вратам и ќе ве земам кај себе, за да бидете и вие таму каде што сум јас." Амин. Што ли ќе превземеш ако овој настан се случи за 1 месец од сега? Може би си мислиш дека си добар и дека заради тоа ќе те земе Господ или пак дека ќе те остави? Според пророштвата од Светото Писмо, ние сме последната генерација на светов и секој ќе разбере за грабнувањето, но не секој ќе биде грабнат, односно земен. Пишано е: "Ова ни е кажано од Господ. Тој ни рече дека ние што ќе бидеме живи кога тој повторно ќе дојде, ќе се сретнеме со него откако тој предходно ќе ги воскресне починатите. Господ лично ќе се симне од небото, со силен глас ќе заповеда, со глас на архангел и со труба Божја. И прво ќе воскреснат оние што верувале во Христос пред да починат, потоа ние што сме живи заедно со нив ќе бидеме грабнати во облаците за да се сретнеме со Господ и за секогаш да останеме со него." Прво Солуњани 4 глава од 15 до 17 стих. За да бидеш грабнат, треба пред се да му припаѓаш на Христос, да си спасен. А тоа значи да си човек кој што се покајал за своите гревови и поверувал во Господ Исус Христос, како и во неговото извршено дело на крстот. Тогаш ја примаш Исусовата праведност и заради Исус во тебе, ти ќе бидеш грабнат од земјава, а не заради твоите доблести, заради твоите квалитети или заради твоите напори. Другите луѓе ќе останат и дури тогаш ќе разберат дека само преку Господ Исус Христос може да се спасат и дека нема друг пат, дека нема друга вистина и друг живот. Слушни го словото. Вели: "Ќе ви откријам една тајна. Сите нема да доживееме физичка смрт, но сите ќе бидеме преобразени. Тоа ќе се случи брзо за еден миг на окото, кога ќе се огласи последната труба, починатите Христови следбеници ќе бидат воскреснати во бесмртни тела. А ние, што сме живи, ќе бидеме преобразени исто така во бесмртни тела." Прво Коринтијани 15 глава 51 и 52 стих. Што ќе се случи ако знаеш дека за 10 дена од сега можеш да бидеш во присуството Божје? Ништо од она што го имаш сега нема да ти треба. Би можел да ги подариш некои нешта, можеш да им пишеш писмо на оние кои што ти значат, а не знаеш дали веруваат во Бога, заради кое што не би можело да останат на земјава. Знаеш ли дека во новите преобразени тела што ќе ги имаме нема да се чувствува ниту болка, ниту страдање? Ке можеш за секогаш да си во вечна радост и љубов во Господ. Но прашањето е дали веруваш во Христос. Како што гревот владееше над сите луѓе и ги водеше во смрт, така сега владее Божјата чудесна благонаклоност која ни подари праведност преку нашиот Господ Исус Христос. И затоа ние ќе добиеме вечен живот. Тоа го пишува исто така во Светото Писмо. Значи, заради Христос, кој што умре за нас и воскресна, и со неговата крв не искупи, не очисти, не оправда, освети, ние ја имаме таа увереност дека сме спасени и не припаѓаме на овој свет повеќе. Не знаеме кој ден ќе биде тој момент, но тоа многу ќе биде набрзо. Затоа отфрли од себе амајли, талисмани, бројаници, идоли и слики од божества, икони, тргни ги ритуалите и обичаите, бидејќи тие не спасуваат. Покај се за се што си сторил и со понизно срце повикај кон Бог. Татко небесен, ти благодарам за милоста Твоја.
Сега искрено се кајам за секој грев и простувам на секого. Јас верувам во Твојот Син Исус Христос. Исусе, Сине Божји, верувам дека Ти за мене и моите гревови умре, исплаќајќи ги моите гревови. Верувам дека целосно ме искупи со Твојата крв, што ја пролеа за мене и ми прости за се. Верувам дека откако умре на крстот и беше погребан, Ти воскресна на третиот ден и жив си. Прими ме сега во Твоето царство. Твој сум, направи ме Божјо дете. Сега Те примам за мој Господ и Спасител и Ти се предавам и посветувам целосно. Запечати ме, Господе, со Светиот Дух, сега во овој миг, и напиши ми го името во книгата на животот, Те молам, Господе. Во Твое име му оддавам слава на Бог Таткото Небесен. Слава Ти, Господе Исусе Христе, слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин.